Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на Сојузот на стопанските комори Митко Алексов. Господине Алексов, како гледате на начинот на кој што се полни буџетот и во која мера ова може да се одрази врз стопанството? Па вака, за 2010 година беше планиран, односно проектиран и планиран буџетски дефицит од 2,5% од бруто домашниот производ на Македонија, значи станува сума за цифра од околу 180 плюс минус евра. Значи тоа е процент кој се наоѓа во рамките на 3% буџетски дефицити согласно критериумите од Мастрихт. Така да тоа е нешто планирано кое се одвива во текот на 2010 година. Значи дали овој буџетски дефицит ќе се оствари или веќе е искористен, тоа во овој момент не можам да кажам. Значи такви податоци има Министерството за финансии, меѓутоа евидентно е дека има одредено потфрлање во прибирање на средствата во буџетот, што пред се према наша оценка се однесува на намалена потрошувачка во државата, значи како приватна, така и јавна. Значи се наоѓаме во ситуација на еден посткризен психолошки период, каде што граѓаните едноставно не се сигурни за иднината или блиската иднина, што ќе се случува, како ќе се развиваат работите. Одредени компании тешко исплатуваат плати, имаат намалено плати, така да се тоа се одразува на намалени приходи во буџетот. Гледате ли поврзаност меѓу одлагањето на неодредено време на емитувањето на третата евро обврзница и можноста од продлабочување на дефицитот во буџетот? Нашиот став на Сојузот на стопански комори од поодамна е дека државата покривањето на одредени средства во буџетот треба да го врши преку надворешно задолжување под поволни кредитни услови за сметка на домашното задолжување преку издавање на државни записи, затоа што на тој начин одредени средства кои би можеле да бидат пласирани во стопанството, па да се искористат за развој, за инвестиции, едноставно тоа не се случува. Што се однесува до буџетот, уште да напоменам дека министерот Ставревски најави дека во јуни планираат да направат одреден ребаланс на буџетот. Значи тоа е еден добар чекор, треба да се согледаат оние делови каде што имаме непродуктивни трошења, да се намалат во најголема можна мерка, а фокусот да се стави на капитални инвестиции, дали во инфраструктурата, енергетиката, бидејќи добро знаеме, овие активности, овие сектори се мултипликатори кои од своја страна раздвижуваат и други сегменти во стопанството и на тој начин ќе придонесат преку плати, преку придонеси, преку потрошувачка, преку ДДВ за поголем прилив во буџетот. Постојат ли причини за стравување дека е можно грчката криза да ги зафати и другите земји од Европската Унија и како ова ќе се одразува врз нашето стопанство? Па Грција е наша соседна земја, значи така да ние тука имаме одредени компаративни предности. Грција е сериозен трговски инвестиционен партнер на Македонија. Годишната размена према податоците е околу 720 милиони евра, каде што, иако имаме дефицит од 150 цирка милиони долари, извинете, сепак треба да рачунаме на Грција како трговски партнер. Едноставно, економската криза во Грција, Европската Унија доста брзо интервенираше за да ги санира последиците, за да таа не се прелее во останатите или во останати земји од Европската Унија и за да не дојде до загрозување на еврото како единствена европска валута. Така да
Европската Унија интервенираше и за одредена помош на своите банки, бидејќи тие банки имаат пласирано кредити во Грција. Што се однесува до Македонија, бројките покажуваат дека во првиот квартал од 2010 година извозот македонски во Грција е околу 59 милиони долари, што е и за 1 милион повеќе во однос на 2010 година. Во делот на увозот може би ќе има одредени проблеми, каде што нашите компании ќе треба со малце повеќе напор, кој веќе мислам дека е почнат да најдат одредени алтернативни извори за снабдување со одредени производи или суровини кои до сега биле од Грција. Меѓутоа, што е битно, ние као Сојуз на стопански комори сметаме дека Македонија и нашите компании треба да имаме проактивен однос спрема кризата во Грција, бидејќи одредената сума од 150 милиарди евра за помош на Грција, од кои 20 милиарди веќе се легнати или доставени во Грција, треба на некој начин да ги искористиме, значи да видиме како ние можеме, односно нашите компании да се вклучат и да добијат еден дел од овој колач, да го кажеме, значи со своите активности, дали во дел на увоз-извоз, дали во дел на услуги, дали во дел на консултантски услуги и така натаму. Значи еден проактивен однос, не само да анализираме какви ќе бидат последиците, него што ние можеме да добиеме од тоа како држава и како реален сектор. Кога може да се очекува излаз од кризата со оглед дека некои поголеми подобрувања се уште не се чувствуваат? Значи, проекциите на владата за раст од 2% сметаме дека се реални, тоа исто го потврди и Меѓународниот монетарен фонд, околку се направат одредени напори за зголемена кредитна активност, ние мислиме дека Македонија може да оствари поголем раст од 2% во 2010 година. Одредени раздвижувања реално би било да се очекуваат во втората половина од оваа година, каде што свој придонес може да даде и најавениот ребаланс на буџетот, за да видиме какви поместувања и кратења ќе имаме, и традиционално дознаките од нашите сограѓани од странство и нашите сограѓани кои ќе доваѓаат во летниот период, значи тоа е исто значителен фактор за тековната сметка на Македонија. Чувствува ли стопанството ефекти од четвртиот пакет антикризни мерки и имате ли информација зошто некои од решенијата се уште се наоѓаат во владина процедура или во некои од министерствата по еден месец од нивното донесување? Спроведувањето се одвива, меѓутоа не со темпо со кое ние очекувавме. Има одредени делови кои се уште се во собраниска процедура и секој момент се очекува да ги поминат тие комисии и да бидат изгласани и да почнат да се ефектуираат. Еве тука би го напоменал поместувањето на плаќањето на ДДВ од 15 до 25, значи ние очекувавме тоа да почне во април, ама еве уште во мај не е почнато. Казнената политика, нели, ревидирање на казните и начинот на функционирањето на инспекцијските служби, исто така ќе почне од јуни-јули, така да тоа е тоа. Во колку степен може да се каже дека сега стопанството е порелаксирано од давачки кон државата, како што тврди актуелната влада? Значи, ако се гледаат процентите, стопанството е релаксирано. Значи, реално. Има зафаќања од околу 40 и нешто посто, што представува терет за стопанството. Сметаме во колку тука би се направило одредено растеретување, ќе може да се оди во една нова развојна инвестициона фаза која би овозможила нови работни места, плата за повеќе работници, придонеси, трошење, ДДВ и така натаму. Значи, еден развоен циклус мора да се отпочне. Ви благодарам на разговорот. Молам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.